Двајца владини генерални секретари, двајца директори. Ова се покрупните функционери кои во последните 5 години се соочија со обвиненија или кривични пријави. Уште повеќе носители на јавни функции се најдоа во центарот на вниманието кај јавноста, бидејќи по откриени скандали не следуваше никаква одговорност. Господине Секире, зошто ги склучивте договорите во јавна носа? Дали мислите дека ќе ви одредат притвор? Планирате ли да бегате? Две обвиненија се поднесени за екс-владиниот генерален секретар Мухамед Зекири. Тој се товари за злоупотреба на службената положба и оштетување на буџетот од 1,5 милиони евра. Првото обвинение се однесува на договорот за консултантски услуги со хрватска компанија, кој според обвинителството бил склучен без примена на процедурите предвидени со закон. Второто обвинение е исто така за консултантски услуги за потенцијална приватизација на Македонски железници транспорт. Мухамед Зекири се уште е во домашен притвор и чека судска разврска. Неговиот претходник на функцијата Драги Рашковски веќе оди на судење, се брани од слобода откако беше и во домашен и во затворски притвор. Претходно се плажираше во Мексико, кога на глава му висеа неколку скандали кои прераснаа во обвиненија. Рашковски како генерален секретар склучил договор со Рашковски како иноватор. Сам на себе си платил над 80.000 евра за софтвер за контрола на сообраќајот, за кој МВР ниту било информирано, ниту побарало набавка. Дополнително исплаќал и хонорари на повеќе соработници за кои постои сомнеж дека му биле враќани во кеш. Се појавува и на јавни настани и предава на факултет, додека оди на рочиштата, останува на тврдењето дека е невин. Ако го споредите имотниот мој лист од 2017 година кога сум влегол на функција во 2021 кога сум излегол, ќе видите дека не постои разлика освен кај подароците на моите две деца, прибрани од родендени и крштевки и така натаму, и мекици и така натаму прослави. По повеќе од 2 години истрага, конечно беше поднесено обвинение и за поранешната директорка на Агенцијата за европски програми и мобилност Лидија Димова. Таа меѓу другото се товари дека незаконски давала европски пари за спорни проекти како тренирање магариња и обучување фризерки. Штетата се проценува на над 400.000 евра. И дека неговите проекти се оценети од 7 евалуатори, сите се различни. Значи, ниту едно име не се повторува. Има истраги кои заглавија во институционалните лавиринти, како на пример онаа за Ден Дончев и Венко Филипче. Екс-директорот на Фондот за здравство и екс-министерот за здравство добија кривична пријава од Вера Иванова за злоупотреба на службената положба со тоа што се обиделе да ја спречат продажбата на фармацевската компанија Диамет. Истрага има и за екс-директорот на финансова полиција Арафат Муареми, поради која се судри со шефицата на организиран криминал и корупција Вилма Русковска, која беше суспендирана. Некои функционери пак завршија со ослободителни пресуди. Екс-министерката за социјала Фросина Ременски беше дел од судски процес за кој веќе има првостепена пресуда, Меѓународен сојуз на Бојан Јовановски. Таа беше обвината за помагање во кривичните дела измама, перење пари и примање награда за противзаконито посредување. Од друга страна, остана да виси и сомнежот како може за издавање на над 200 македонски пасоши на најголемите наркобосови и криминалци на Балканот да бидат одговорни само шалтерски работници во МВР, а на обвинителна клупа да не седне ниту еден повисок функционер. Ya biz 3 gün vize ihlali yaptık diye biz Sedat Peker'iz, o ülkenin başbakanını tanıyorum ya. Evinde misafiri oldum Makedonya'nın. Diğer parti liderlerin hepsini tanıyor. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım, onu kaldıramıyorum. И меѓу сето ова, за функционерите од ДУИ нема ниту пријави, ниту има истраги покрај бројните скандали кои избија, од спорни тендери и набавки до сомнителни вработувања и провизии.